Градот Берово почна да ја живее фудбалската треска. Во салата македонски бранители од вечерва започнаа третите поред традиционални спортски игри во мал фудбал меѓу институциите и правните субјекти од општината. Овогодинешните спортски игри ќе се одржат во текот на месец март 2015 година и како и секоја година имаат за цел да се подобри соработката помеѓу институциите и правните субјекти од општината преку спортски активности. Општина Берово како организатор на спортските игри и годинава се потруди да го подигне нивото на организацијата со издвојување средства од планираниот буџет за 2015 година. На манифестацијата се представија членовите од културно-уметничкото друштво Димитар Беровски, додека свечено беше отворено од представникот на општината Марин Демировски, кој истакна дека во Берово има предуслови да се развива спортскиот дух. Спортот е неразделен дел од нашата традиција, зашто во Берово постојат сите предуслови да се развива. Имаме спортска сала која ги задоволува потребните стандарди, фудбалски стадион, мултифункционални играчи, може би недостатоци уште малку мојке волја да сите кои треба да се вклучат во развој на спортот. Го прогласувам спортските игри на општина Берово за 2015 година за отворени. Дека Берово навистина ја живее фудбалската еуфорија покажува и големата посетеност на турнирот, поттикнат од самите граѓани кои живеат во градот, рече Ѓорги Пеовски од општина Берово. Овој турнир се организира веќе трета година и е традиционален, а беше поттикнат од самите граѓани кои што живеат во општината заради спортскиот дух, заради надпреварувачкиот дух, заради тоа што во општината скоро и да немаше активности на оваа поле, па така да се преземаат чекори веќе трета година во програмата на буџетот на општина Берово се планираат овие активности да бидат финансиски покриени. Ваквите манифестации можат да чинат многу, но бараат човечки ресурси и можности, а ние таквите можности ги поседуваме, вели Пеовски и истакна дека со скромните средства оваа година организираноста ќе биде на повисоко ниво од претходните. И ваквите манифестации можат да чинат многу, но бараат пред се човечки ресурси, бараат можности, сала, а ние како што гледате во последните неколку години ги имаме сите овие можности и беше да речеме во ред една таква можност да се искористи, а веќе и барањето и интересот на граѓаните и фирмите беше доставен на општината. Мислам дека и оваа година ќе успееме на едно повисоко ниво со искуството од претходните години да организираме еден добар надпревар. Се работи за многу скромни средства, односно за прва, втора и трета награда и тие се да речеме 6000 прво место, 4000 второ место и 2000 трето место. Инаку за оваа година исто така ќе има награди од типот на најдобар стрелец, најдобар играч, најстар играч, најдобар голман. Фаворит на спортските игри Пеовски вели дека не би издвоил, само сака да победи оној тим кој што знае да игра фудбал на коректен и фер начин, додека најомилени тимови за него се Вардар и Манчестер Юнајтед. Мене лично ако ме прашате, јас навивам за наша македонска екипа, тоа е Вардар и во сите полиња, да речеме и во ракомет и во фудбал, така да и тоа е едно на организираните клубови во моментот и најфинансиски моќен, но од меѓународните Манчестер Юнајтед ми е омилен. Тоа е дел од спортот. За моментално во овие екипи кои што сите се представници, да речеме од приватниот, од јавниот сектор, не би издвоил никој посебно, само сакам да победи таа екипа што е најсилна, таа што ќе игра најфер и што ќе може да постигне и да покаже дека знае да игра фудбал на еден коректен начин, затоа што знаеме дека не се работи за професионалци. Оваа се сепак наши сограѓани кои што не играат професионален фудбал, а имаат желба да спортуваат и во таков дух јас ги поздравувам сите и очекувам дека оваа година ќе биде секако што предвидено и планирано за до година да биде уште подобро, ќе бидеме сега со едно поискуство повеќе. Мартин Тушевски, кој ја представува екипата на професионални војници на армијата на Македонија, по втор пат учествува на спортските игри и како победници од претходната година очекува пак да освои едно од првите 3 места со фер и коректна игра. Организацијата е екстрена ниво и лани и таа година супер покривањето на организацијата. Лично ја поставувам армијата на Република на професионални војници. Очекувам исто и оваа година да го земеме пат турнире или барем едно од првите 3 места, ако не можеме првото. И нека се игра фер, плей и коректно. Оваа година на спортските игри во мал фудбал се приклучија уште 4 екипи, каде што за првите 3 места ќе се надпреваруваат 14 екипи и за прв пат се применува црвен картон. Надпреварите ќе се одигруваат секој понеделник и петок со почеток во 17:30 часот со бот систем.